Еве машки кур што ќе ти остави на сцена. Македонски. Сам да си го дигнеш, сам да си го спуштиш. Добро вечер. Многу ми е драго што ве гледам повторно. Минатиот пат бев прилично експлицитна. Кашлај. И еве вечерва сум тука со моите прекрасни колеги кои што растурија, морам да признам, ги слушав сите. И јас како единствено женско во Македонија да затворам човекови права и корупција. Ако не можам да отворам, барем да затворам. Како што е ред. Мислам, јас стварно не знам зашто дојдовте овде да слушате за човекови права и корупција, кога вие воопшто не сте корумпирани. Ги имате сите човекови права. Не сте многу нешто загрижени. Лежерни сме како нација, се проаѓа кај нас. Цицки. Ој го затвориле бе, па сега што? Оној го осудиле, ако му е! Абе умре у затвор. А ако де па се случува, абе у кофа умре. Како не бе, будај. И јас како фина легитимна блондинка, се извинувам, денеска, покрај тоа што нели многу учев за корупција, друго да се обрукам пред слажена таса, бе, што ми гале за вас. Се обрукам пред слажен, после не можам добар ден да ја кажам. И вака викак, плескај. Да не ви ја донесам на руке, шлаке, тупе, шлаке. Па да се разбегате сите. Вика вака, корупција. Латински коруптио. Вие дека имате, знаете, од транспарентност е поголемиот дел, па сега знаете што е, ама ја новие по нашиве, простодушниве. Расипаност, распаѓање, нагризување, недостаток на честност, подкупливост. Глупости. Нит сме подкупливи, нит имаме недостаток на честност, нит имаме нагризување на морал. Прекрасни сме. Од ова се што прочитав, па ние сме бресовршени. Ние неаме корупција, ние ги владееме човековите права. Еве да речеме денеска, не знам дали знаете, вие ден на ЛГБТ. И ова фино нашиве деца од хомосексуална припадност, кои што инако јас многу ги поддржам, знаат кај да протестираат, кај Букефал, кај мадињата, да се знае. Додуше нема мадиња, ама така да ги додадеме на денов. И они фино излегоа си протестираа мирно. 80% од македонците да ги прашаат, ќе ви кажат ша, ајбе педеришта пушти. Ша, имаме лесбејки, не е тачно. Ајбе, тоа име мода ќе им пројде. Модерно било. Да си геј, да си лесбијан било модерно. Ќе им прошла, така фаза било тоа. Или имат екстремни, болест било. Болни се. Кој е болен бе мамето, твое дома, мајка ти е болна, кој е болен бе, ненормални бре. Болни биле. И ја така по дома си мислам и си викам човекови права. Што знаете од човекови права? Бан Ки Мун, шо фино име има, и Обединети нации. И веднаш на тоа ви се надоврзува судство. Така, имате асоциација. Кај нас во Македонија имате, може да станете звезда за 3 минути. Апропо човекови права. Вас ве судат додека сте невини. Нема пресумпција на невиност. Како не бе? Абе чекај, додека ти докажеш дека си невин, тебе бе брат те прошетале со лисици, цела Македонија ќе те дознае. Обглавен си на вести. Уште ќе кажат, фала многу. Уште ќе кажат, дали сте ги виделе водителиве на одредените телевизиски канали кои што емитуваат по 14,5 сати турски серии. Меѓу другото, они имаат серија, турска, и имате вести. Здраво, Злато, не знам зашто те донеле тебе, бебе. Али не е битно, учиме, постои ќе се фалше, ако ја гледа Весна Петрушевска. И, иначе срце мој ќерка ми е тука негде, така да не се кира. Абе, немој да плачеш. Гледаш како те доделе не без човекови права.
Не ти ги почитуваат човековите права на тебе. И да се вратам на темата, значи имате телевизија, знаете, и имате вести. Имате уредник водител на вести. Добро вечер. Имаме ексклузивна вест. И сега ти си викаш, леле, ше убава вест, и ми каже, о, мала, со рипче. А денеска го апсија тој директор. Инаку само да ве известам дека тој има толку години, живее таму, ще ДНК да му каже. И порано ги покажуваа крупно, сега малце ги замаглува дека ги искарале овие. И сега матете ги бе малце мати, и они ги матате. Ако се па и заматени, уште полошо им прават, отипа плюс горе милион информации додаваат. Која му е жена, швалерка, со кого бил виден се. Ја така да речеме дознав, овој одгледувачов на марихуана го дознав човекот, сега го ига, Дуле, шо правиш, бе? Го знам, бе, звезда е. Ама не одгледував. На вести викаат дека си одгледувал. Такви ни се. Или, да речеме, кај нас е дозволено да умреш од рак, од пушење, не овако пушење, не. Ми забранија да зборам за тоа, ти многу било смешно прошлиот пат. Значи не такво, од рак, од природна смрт, од пушење. Тоа не ви е дозволено. Ама ви е дозволено да умирате под неразјаснети околности, со глава у вода, кофа, космонаут позиција, евентуално да умрете затоа што докторот бил корумпиран, па вие ќе умрете, ама после докторов корумпиран или примил мито, па сега отиде, толку му било крцнато, толку е. Или да речем имате, апропо телевизиите, многу сите сакаат да бидат ексклузивни. Бре, многу. Не само што се ексклузивни, не само што ќе го напупат до крај. Ја не ичум да сум звезда на Сител и на Канал 5, да ви кажам. Не ичум, лоша карма ќе ме мава после тоа. Замисли у вести кај Латас да се појавиш. Мора да е за нешто лошо. А ако си гостин, за добро е у студио. Ако има прилог, нешто ќе ти направат. И сега исто така може овде да и умреш во Македонија од многу јадење Г. Од многу зборење. Затоа вечерва јас зборувам, може да се сликаме ако сакате сега, од утре не знам што ќе се случи. Може да се сликаме, нема проблем, ќе ви учинам. Од утре може да се случи нешто друго, па да ме нема. Но порано ја даре затоа што Титово дете сум, не знам сега од вас сигурно сте тука многу со генерацијски. Се знаеше бе порано човекови права. Какви бе човекови права? Ами сгрешиш нешто, голи оток, иди лупај камења таму и чао. Сега бе не знаеш, не само што не можеш да лупаш камењ, него ќе ти го начукаат каменото гъс, ќе те отераат негде, ќе те изеде темница, чао. Се знаело порано, Тито плеска за време на десантот на Дрвар, плеска с Денка. Така? Таа е една од жените шо. И ова е плеска, доаѓа делегацијава пред шатор и вика и доаѓат после сад време и Тито им јас извинам што им почекав, имав многу важна работа. На делегацијава. Иди кажи нешто, се знаело бе, или имаш човекови права, или немаш човекови права. Ова сега што се случува со нас, ние имаме човекови права. Ја да ви кажам, имаме. Ние џабе са тука што се собравме, што сакаме да збориме дека немаме човекови права и дека не знам имаме корупција. Не е тачно. Имаме човекови права. Да речеме. Најголемото човеково право го кажа владиката Петар. Фино бре човекот излезе и кажа: жените се криви за разводите во Македонија. Да беше 16 век, сите ќе бевме вештерки од Македонија. Ќе не палеа. Си
излезе фино си рече, не само тоа што се тие виновни за разводот, туку затоа што ние не сме сватиле, оти мажот требал да биде глава на фамилијата, ма ние сме биле многу горделиви, многу сме продавале памет, па за тоа сме биле виновни за се. Пичка ли ти матери на Јана тебе? Ти ли мене ќе ми излагаш? Благодарам. Се извинувам, Слажана Тасева, не мислите. Ти ли мене ќе ми избуриш, бе, ја? Дали си нормален? Па после се правда и мене ме родила жена. Жити мајка, ја мислев Бетмен те родила, еба тебе. Мене жена ме родила, јас како? Жити све. И ќе ми излези и ќе ти каже, слушайте сега вамо, мене ми извади од контекст. Леле, ја тебе од таа црната одора би те извадила, па би те изшишала, па себе и би го пратила у јавна куќа. И таму да му е незгодно. Сега ќе ме тужи сигурно. А човекови права, молим лепо, имам право да кажам се, нели сме демократија? И ќе го оставам таму да видам што прави. Сигурно ќе се срами. Јас само сум монахињите правам, од време на време. Сум заборавил со жена да правам. Не знам како да правам. Не друго. Тук види, мене ми даде идеја тој Владика еден фин. Нели имаме сите право да бираме собствена религија? Освен сексуалната религија. Јас, да речеме, он ме инспирираше јас да си одберам религија во кого сакам да верувам. И јас сакам искрено да ви кажам, покрај сите овие ѓурулти со МПЦ, апропо човекови права, некој, јас сакам да си верувам во Бетмен, бе, човече. Убаво ме инспирира човекот, дека мантија, маска има, ти доаѓа ноќе, дење не те замара, 4 рипне ноќе, опа, хата, кој беше бе ти? Ајмо, Бетмен. Терина, нина, нана, терина, нина. После кај другарките ќе се пофалам со кого беше вчера? Со Бетмен, бе. Кај го најде, со мантија. Така да мислам дека сите попови од МПЦ може да бидат Бетмен. После што сакаат, нека зборат дека сме биле ние жените криви за ова, за она. За се нека не обвинат дека ние сме ги краделе светите од црква. За све нека не обвинат, нема проблем. Само они нека бидат Бетмен. Мислам дека ова антикорупцијска комисија многу е сладка, нели? Јас имам само едно прашање. Добро бе, пичкали у матерен, како ги бирате? По лепота? По пол? По сексуална ангажираност или сексуална неангажираност заради рамнотежа? Кога ќе ги видам, страф ме фаќа. Мислиш дека се агенција за инквизиција? Ќе седнат, па озбилни. Ја викам, овие не се ебат по дома, сигурно. Не, бе, овие бегаат, бе, сами се. Зашто? Па затоа што да испитаат документите, шо има, како има, кај има корупција, дека антикорупција е тоа. Они све антисекс, антивлада, антипол, антилепота, све се они. Мора да се контра за се, затоа што иначе како би балансирале. И нема, ќе излезе само еден збори од нив. Редовно. Ништо не го разбираш по ова. И кога ќе му постават конкретно прашање, сега не е време за тој одговор. Пак се враќаме во студија, насмеаната водителка вели: ете тоа беше изјавата од председателот на агенција. Не ми се верува. Значи, и секогаш имам енигма. За Хелсиншки комитет не сакам да зборам, затоа што многу ми се таму озбилни возрастни луѓе има таму. Не ќам да ги навредам се, како да ви кажам. Не ќам да влегувам у таа тема, оти не друго. Него јас да речеме, нешто некој обесправен, јапа. Жали су Хелсиншки? Појма немам што им кажу. Знам нешто има врска за човекови права, нешто ќе тоа, али
И затоа не чепкам таму, оти не сум, па тие што све знаат, разбираш, па ама тежо ќе слушнеш, ти им кажеш, иди бе у Хелсинки, што има веза? Тоа добро звучи, исто као она, иди у Страсбур, жали се. А до Страсбур со што да идеш? Ако немаш со што да идеш, кој ќе те одбрани? Така најубаво, овде ќе си кажеш, има човекови права, има. Има корупција? Нема. Не. Ја да ви кажам право, единствена коруптивна сделка што сум ја направила, било на наплатна рампа, добре узмис колко што ме немаше, која ќе ме видат, шо преш добра си, да платам? Не треба ти да платиш, бе. Тоа ми било до душе еднаш 2 пати и не било непријатно многу и од време на време паркинг што ќе ми простат. Тоа се така едно коруптивните средства, а не знам дали знаете дека во државна администрација знаете ли зашто нема секс? Оти сите се роднини. Ама затоа има корупција. Тоа не ги спречува. Нема везе. И ти исто така научив еден нов израз, се вика мерит. Значи тоа да ви вработиш или да завршиш работа, ако имаш нека роднинска врска, непотизам, ово. Многу е тоа добро. Мерит. Го знаете оној вицот се, кога иде премиер, иде со министар за финансии. Како сакате раскажете си го после ова. И оди премиерот и дава 5000 евра за уградинка. И он вика на министерот за финансии, слушай, дај 5000 евра оде у градинкава, нека се. Иде у затвору и Дризово и вика, овде те молам да дадеш 5 милиона евра. И министерот за финансии, премиере, не се нормални, бре. Еве, па ти не се занесува многу, ти мислиш у градинка или после функција ќе завршиш овде? За да не се разбереме погрешно, да се вратиме повторно на човековите права и во последно време многу популарната дефиниција, односно мобинг. Многу сакам, многу милувам да зборувам за мобинг на работа, односно за директори. Има директори тука? Има? Има. Директори. Директорите секогаш нели се прилично сериозни, имаат машни, имаат своја компанија, компанијата има вработени секако и многу сакаат да се зезаат со референтките. Да, значи, или во превод, да бидам многу јасна, многу сакаат референтките да ги пушат. Јас ќе ве запрашам јавно и гласно, каде се тука човековите права? Не е тачно. Јас сум директор, да речеме, хипотетички, и директор, и доаѓам во канцеларија, и кај ми се свиѓа некоја било која дзензам ја мензам, а она знам во каква ситуација е. Не може да најде друго работно место, ови единствената шанса, ама ме меднисе, згодна е, фина е. И кажам, дојди Цветче, ти тука кај мене, малце да поправиме муаве. Цветче доаѓа, вториот ден, Цветче облечи чорапчиња, Цветче облекува чорапчиња, третиот ден, Цветче облечи корсетче, Цветче облака корсетче. Цветче, сега да ми го испушиш малце. И што прави Цветче? Директоре, малце ако може пода? Ајмо. Нема проблем. И Цветче не изе и се загрозени човековите права, затоа што е на коленици. Второ, дали и после тоа ќе има проблем со усен апарат? Ќе има. Нема да може да вика да, директоре. Дали може при тоа да има разноразни штети направено од аспект на кинење хулахопки, кинење на прслук и губење на гаќи на работно место? Може. Значи, сето ова ако го соберете, загрозени се човековите права на секретарките во компаниите. И референтките, и амбициозните многу популарни PR референтки. Многу се популарно во Македонија да си PR и HR. HR, шо работиш? HR, шо работиш? PR. Шо му правиш ти у PR? Пушам таму нешто. Апропо човекови права.
И искрено да ви кажам, мене вака од аспект на женска глумица, човекови права, ебешти човекови права, која ја да речеме на 2 пати се разведуе. Еднаш идам таму, добар ден, добар ден. Нема везе да вака да се договориме. Знаете ли колку се професионални кои ќе видат јавен лик у судница? Абе, намерно се полоши 10 пути. Те гледат. И гајле ти што си песна Петрушевска, сега ќе видиш, ќе ти ебам мамата ја да те. И јас седам у судница. Вие, господи, имате што да кажете? Ти не можеш да го гледаш тој од Карши, што ми ги загрозил човековите права? И сега ја да му кажам нешто, ако може убиство едно да направи, да си излезам и чао, па да загрозам негови човекови права. И он вика, дали вие нешто ќе се изјасните? Кам не, ја си имам, немав пари да покренам преко разводна парница во Торково, тука нема проблем. И аз си седам, дали ви имате нешто да кажете? Да, имам. И поради неразјаснети, несогласување на карактери. Каде бе несогласување на карактери? И таа судиката вика, а ќе ве отстранам. Да ме отстраниш! Одма да ме отстраниш! Ама ве молам, ќе ве отстранам. Одма да сидам сама! Седи ми вика! Седам. Дали вие имате некои сметки? Ми бара. Јакам, да, еве имам. Не го прифаќам. Кој не прифаќам? Па странката. Која странка бе, маме ли му ебем странка? Тој не е странка, странец. Тој е бре ненормален, тој не е нормален. Тој дошол тука мене ми ги загрозил човековите прави и сега он е во право, јас не сум во право. И она пак ми вика, ќе ве избркам. Ако да ме избркаш, ама ќе ве отстранам. Ама да ме отстраните, ве молам да ме отстраните. Седете. Седи. Каде живеете, дали имате сметка? Да, имам сметка. Ама викам, плаќам тоа. Ве молам доказ да донесете. Каков доказ? Викам, еве уплатници тука. Ама ве молам, претерав. Ја претерав. И тој странката од другата страна. Ви кажав јас, дека он е ненормален. Кој бе ненормален да ти удрам една глава меѓу рогови? И така ми се отпуштија, мене ме отпуштија. Првиот пат, вториот пат, си седам мирно. Ја како ретардирана. Без човекови права. Така е. Прифаќате ова... Не, ова е најсмешно. Да ги прифаќате децата да живеат кај вас. Не викам, ти ќе ги прифатиш. До овде. Апропо човекови права. Сакам да ви кажам дека. Дај да завршам, оти се занесов, не знам, овде ќе ме караат колегите. Сакам да ви кажам дека ние може да се смееме тука колку што сакаме. Да се смееме на некој кој што излегол и кажал ова или она. Ние може прокламативно колку сакаме да зборуваме дека живееме во демократско општество. Но кога постои автоцензура, нема демократија. А секој од нас тука присутен има собствена автоцензура. Сите ние, помалку или повеќе, внимаваме што сакаме да кажеме и како тоа ќе го кажеме. А тоа веќе не е слобода на говор. Исто така, ако сакате вие мене да ме нападнете, вие мора да ме нападнете мене со контрааргументи. Во последно време јас не гледам контрааргументи тука. Ниту јавна дебата. Моите човекови права е моја општествена одговорност. Е одговорност на моето општество во кое што јас ги чувам и ги негувам моите деца. Кога прочитав дека 230.000 млади деца се отидени од Македонија, дали мислите дека е нормално вие на вашите деца да им зборувате дека ако сине, оди си одовде, надвор е подобро? Не е добро. И затоа е убаво кога ќе се собереме вака, ќе се насмееме на нашата срамота и на нашата приказна. И затоа вечерва со задоволство прифатив да зборуваме на оваа тема, затоа што многу малку се зборува за ова.
Или кога се зборува, ги затнуваме ушите и велиме, ова е досадно, не сакаме да гледаме. И исто така, јас немам ништо против турските серии. Имам против 14 часа емитување турски серии. Мене ми е загрозено човековото право. Мојот народ ја заборави да ја чита азбуката. Имам против тоа. Но која сум јас? Јас сум само една глумица која што игра од 15 години. Имам безброј, не е само таа душа, 80 роли во гас имам, да. Значи, на крајот од денот, ја живеам за овој ваш аплауз, а вие веројатно живеете за вашето подобро утре. И има една работа која што мора, јас ќе ви ја кажам, затоа што секој стендап комичар мора да има општествена одговорност, ја тоа постојано го повторувам. Секогаш да знаете, да бидете на врвот е најлесно. Сум била таму, сум видела. Но кога си на дното и кога ја гребеш калта, може да издржат само најсилните. И кога некој најмногу ти треба, кога ќе бидеш во неволја, тогаш се најмалку пријателите и тоа е човеково право. И затоа сакам да ви кажам дека имаме тешка задача пред себе и ни недостасува оно што може би најмногу го заслужуваме, а тоа е насмевката. Исусема, за крај ќе ми дозволите, многу непланирано, ја сега ми кажа што и како е, нашиот организатор, Оливер Ромевски, денеска му било роден ден. И ќе ми дозволите, не сум последен пат ја отпеав тука, на оваа сцена. Јас сега на Оливер сакам да му подарам оваа песна која што мислам дека заслужува. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Oliver. Happy birthday to you. Се смее позади. Ви благодарам, бидете добри, чао.